Да се оди на плажа рано наутро се до 10 часот. Потоа да се прават паузи во најтоплиот дел од денот и престојот покрај вода да продолжи по 17 часот. А заштитниот фактор да се нанесува на секои 2 часа и покрај тоа што на пакувањето е наведено дека обезбедува подолготрајна заштита. Ова се дел од препораките на лекарите до сите што летуваат покрај езера и море. Лекарите предупредуваат дека долготрајната изложеност на УВ зрачење може да предизвика оштетување на кожата, а во последните години тие тврдат дека е зголемени бројот на случаи со карцином на кожа. Озонската бариера е нарушена и го чувствуваме не толку високите температури колку што УВ зрачењето, УВ индексот. Така да би препорачала да заштитните фактори да се користат на секои 2 часа. Покрај тоа што пишува дека се долг максимум, меѓутоа кога влегуваме во вода, кога се изложуваме на сонце со потењето се намалува ефектот и поради тоа се почесто треба да се штуваме нашата кожа, не само што имаат оние светел тен, туку и ние потемните, затоа што во последно време зголемен бројот на меланоми, меланом, карцином на кожата, токму поради изложеноста на УВ зрачењето, а сите имаме некакви промени, да не кажеме бемки по телото, кои што треба да ги заштитиме. Препораките треба да се почитуваат, бидејќи сонцето може да остави сериозни последици ако не се заштитат граѓаните навреме, потенцираше доктор Митрова од Штип. Вели дека од одморот треба да останат убавите спомени, а не проблеми и потреба од лекарска помош. Меѓутоа, заштитувањето со средства, со креми за сончење, со висок фактор, не значи дека сме заштитени и можеме целодневно да бидеме изложени на сончевите зраци, туку се почитува она до 10 часот, потоа да се прави пауза, во климатизирани простори, во хотелските сместувања, оному каде што се сместени туристите, и своето уживање покрај морето да го продолжат после 17 часот, кога УВ зраците се со помало дејство врз нашата кожа. Така да останеме со убави спомени од годишниот одмор, а не со спомени кога ќе имаме потреба од лекарска помош или од хоспитализација во некои случаи, за жал. Доколку се појават какви било симптоми или промени на кожата, лекарите советуваат да не се чека и да не се лекува секој сам на своја рака, туку навреме да се побара стручна помош.